Добре дојдовте на новото видео од предавањата за ниво B1 од YouTube каналот Германски јазик онлайн. На ваше барање денес ќе снимиме видео кој ќе биде поврзано со предавањето за N-деклинација или во превод на македонски деклинација на именките. Пред да започнеме, ќе ви предложиме да кликнете лайк на видеото, subscribe на каналот и да не следите на Instagram и на Facebook. На денешното видео ќе објасниме се за N-деклинацијата и која е разликата со останати деклинации на именки кои посебно ги среќаваме во датив и генитив. Сега можеме да започнеме. Што да повторите пред да го гледате ова видео? Потребно е да повторите за падежите, посебно третиот дел од предавањето, кој е за падежот датив. За датив можете да го најдете видеото во А1 ниво предавањата, потоа придавки во А2 ниво предавањата, посебно вториот дел за придавките каде што зборуваме за деклинации, за падежот генитив, првиот дел, исто каде што можете да сретнете некои деклинации како S-деклинацијата. Ова видео ќе го најдете во B1 ниво. N-деклинација или деклинација на именките, зависно од падежите, ја имаме во три падежи и тоа N-деклинацијон für акузатив или за акузатив, für датив, за датив и für генитив, за генитив. На денешното видео ќе учиме за трите падежи. N-деклинацијон или деклинација на именките во германскиот јазик. Што е тоа N-деклинацијон? Веќе сигурно имате слушнато. Тоа е граматичко правило во германскиот јазик што се однесува на одредена група именки. Значи, ова не важи за сите именки. Овие именки во некои падежи добиваат само во еднина дополнителна буква Н или Н, која стои на крајот на именката. Оваа деклинација не треба да ја мешаме со деклинација на именките или N-деклинацијон, со деклинација на придавките. Значи, овие две деклинации се скроз различна граматика. Да видиме неколку примери за што станува збор. Ich sehe den Studenten in der Bibliothek. Го гледам студентот во библиотеката. Знаете правилно дека зборот е студент, тука имаме додавање на N. Втор пример. Miguel gibt dem Kollegen ein Geschenk. Мигел му дава подарок на колегата. И уште еден пример кој ќе ни биде за генитив. Die Wohnung des Nachbarn ist teuer. Станот на соседот е скап. Ќе објасниме подетално. Сега, секако ви спомнавме дека веќе имате сретнато за N-деклинација, но во разговорниот јазик скоро никогаш не ја среќаваме. Зошто е тоа така? Бидејќи се користи само за мал број на именки, што ја прави ретка во секојдневниот говор. Оваа деклинација ја користиме само за ограничен број на зборови, односно само во машки род, само во еднина и само падежите акузатив, датив и генитив. Значи во номинатив не ја среќаваме. И ќе ја користиме најчесто кога имаме формален или академски јазик. Современиот германски јазик ја избегнува поради чести грешки во користењето. Поради тоа, ова видео научете го, но не веруваме дека често ќе го користите. Само за кои типови на именки се користи N-деклинација? Како што кажавме пред една минута, само во машки род, само во зингулар или еднина и падежите акузатив, датив и генитив. Ќе дадеме по еден пример за сите падежи да видиме која е разликата. Номинативна реченица, der Student lernt für die Prüfung.
Студентот учи за испитот. Тука немаме деклинација на зборот студент, бидејќи изборуваме во номинатив. Ich sehe den Studenten im Zentrum. Јас го гледам студентот во центарот. Овде забележуваме дека е акузативна реченица и тоа имаме студентен, значи имаме деклинација. Како датив, ich helfe dem Studenten mit der Hausaufgabe. Јас му помагам на студентот со домашната задача. Тука исто имаме деклинација во датив и како генитивно би било Hier ist das Buch des Studenten. Тука е книгата на студентот. Одиме понатаму. Кои групи на именки, како што кажавме само од машки род, ќе ни користат деклинација. Првата група се зборови кои завршуваат на буквата Е. Например, der Junge, ќе направиме des Jungen, момче. Или der Kollege, des Kollegen, колега. Der Neffe, des Neffen, внук. Der Biologe, со деклинација ни станува des Biologen, биолог. Ова е, например, во генитив. Потоа имаме зборови кои завршуваат на буквите ant, and, ent, или ist, оге или at. И многу други, ќе дадеме примери за останати. Например, der Student, веќе го спомнавме во некои реченици, ќе ни биде des Studenten, студент. Или der Präsident, des Präsidenten, председател. Der Journalist, еве ни пример каде што завршува со ist, ќе ни биде des Journalisten, или новинар во превод на македонски. Потоа исто имаме зборови кои завршуваат на буквата Е, но ни спаѓаат во националности. Например, der Franzose, des Franzosen, французин. Некои од животните исто така подлежат на деклинација, како например der Hase, des Hasen, зајак, или der Löwe, des Löwen, лав. Потоа некои апстрактни именки од типот на der Herr или des Herrn, господин, значи тука имаме додавање само буква Н, немаме Н. Или der Mensch, des Menschen, човек. И уште многу други, кои најчесто се учат на памет. Важно е да споменеме еден исклучок. Веќе кажавме дека деклинацијата се користи само за машки род. Овој пат имаме еден исклучок каде именка од среден род ќе ни добие деклинација, тоа е das Herz или срце. Ова е единствената именка која добива деклинација, а не е од машки род. Одиме понатаму, кои групи од именки од машки род користат деклинација. Ке имаме малку подетална табела со повеќе примери. За почеток, зборови кои завршуваат на Е, Р или Н. Например, Affe, веќе знаете што е мајмун, Buchstabe или буква, Experte, експерт, Junge, како момче во превод, Hase, зајак, Kunde, муштерија, Kolege, знаете колега, Name, кое ни е име, Löwe, како лав, веќе го споменавме во претходниот слайд, Lehrer, наставник, или historika, како историчар. Потоа имаме зборови кои завршуваат на буквите ist. Тоа се егоист, журналист или новинар, полицист, полицаец, терорист, турист и многу други, кои ќе ги сретнеме во некои од примеречениците кои ќе ги дадеме во ова видео и во видеото со вежби. Потоа имаме зборови кои завршуваат на ент, например агент, асистент, конзумент, студент,
продуцент, пациент, президент и други. Имаме слични зборови кои завршуваат на ант или на анд, например демонстрант, докторант, конзонант, пасант, практикант, музикант, комедијант. Значи, вакви зборови имаме многу. Имаме останати кои завршуваат на ат или на ад. Ке видиме сега некои примери. Например, автомат, кандидат, солдат или војник, потоа дипломат и некои останати. Следната категорија ни се зборови кои ни се на ет, ит или от, значи зборови кои завршуваат на овие букви. Например, атлет, како атлетичар, комет, бандит, идиот или патриот. И уште една категорија кои завршуваат на граф или на сов, вакви се помалци зборови, например фотограф, филозоф. И имаме ставено повеќе точки, бидејќи имаме поголем број на зборови кои не спаѓаат во никоја од овие категории. Пример, бауа, беа, хеа, менш, веќе овие некои од овие ги спомнавме во претходниот слайд, нахба, како сосед, принц, исто во превод принц, и многу други. Некои од зборовите ги споменавме овде, а некои ќе ги споменеме како додатно во некои од речениците. Сега имаме малку потешка граматика. Дали додавањето на буква N врз именката во датив плурал е дел од N деклинација. Веќе знаете, вежбавме кај падежот датив, кога во множина имаме ден плюс деклинација на именката, односно додавање на N буква. Ова можете да го гледате подетално кај видеото за падежи во германскиот јазик, посебно третиот дел, каде што учевме за датив. Тоа не е дел од N деклинација, туку општо правило за множина во датив. Ова го користиме за сите именки во датив множина или датив плурал, а не само за оние од N деклинација. Веќе кажавме дека N деклинацијата е само за одредени зборови, а не за сите кои се во машкирот еднина. Сега датив еднина, машкирот, ни добива N или N од N деклинација, а датив множина ни добива N или N како општо правило. Ке видиме пример и споредба. Во горниот дел имаме датив зингулар или еднина, машкирот, а во долниот пример датив плурал или множина. Wir sprechen oft mit dem Studenten über die Prüfungen. Често зборуваме ние со студентот за испитите. Значи, овде имаме N деклинација. Die Polizei hat das Kind geholfen, den Weg zu finden. Полицаецот му помогна на детето патот да го најде. Овде гледате дека N деклинација не користиме. Зошто е тоа така? Бидејќи имаме среден род, das Kind. Сега во плурал, wir sprechen oft mit den Studenten über die Prüfungen. Често зборуваме со студентите за испитите. Значи, тука зборуваме за датив во множина. Поради тоа имаме и den. Die Polizei hat den Kindern geholfen, den Weg zu finden. Полицаецот им помогна на децата патот да го најдат. Тука имаме den Kindern и тоа е множина. Поради тоа додаваме буква N, но овај дел не ни спаѓа во N деклинација. Дали додавањето на буква С или С врз именката во генитив, машки и среден род, е дел од N деклинацијата. Значи, тука имаме слична ситуација. Подетално за ова ќе сретнете во падежот генитив, првиот дел од видеото, кој можете да го најдете во B1 ниво,
да видите зашто станува збор кога зборуваме за S-деклинација. Слично како кај датив, тоа не е дел од N-деклинацијата, туку општо правило за машки и среден род во генитив. Некои именки од генитив добиваат N-деклинација, а некои S-деклинација. Генитив сите, освен оние кои имаат N-деклинација, именки зингулар маскулинум неутрум добиваат С или С од S-деклинација. Некои именки во еднина машки род добиваат Н или Н од N-деклинација. Ке видиме примери за S и N. Прво за S-деклинација, ди идеја meines Freundes war großartig. Идејата на мојот пријател беше одлична. Зборот Freund не подлежи на N-деклинација и поради тоа ќе мораме да направиме S-деклинација. Или das Ziel des Spiels ist es, alle Punkte zu sammeln. Целта на играта е да се соберат сите поени. Исто тука имаме S-деклинација, бидејќи зборот Spiel не ни спаѓа во N-деклинацијата. Како N-деклинација во генитив ќе имаме der Hund des Nachbarn bellt die ganze Nacht. Кучето на комшијата лае цела ноќ. Или das Auto des Kunden wurde repariert. Автомобилот на клиентот беше поправен. Тука имаме N-деклинација на двете именки. Nachbarn и Kunden. Тоа беше објаснувањето за N-деклинацијата, сега ќе извежбаме некои примери. Прва реченица, der Arzt untersucht den Patienten wegen seiner Beschwerden. Докторот го прегледува пациентот поради неговите тегоби. Wir danken dem Polizisten für seine schnelle Reaktion. Му се заблагодаруваме на полицаецот за неговата брза реакција. Оваа реченица ни е во датив. И една генитивна реченица, die Bücher des Biologen enthalten viele neue Theorien. Книгите на биологот содржат многу нови теории. Повеќе вежби ќе имаме во видеото со вежби за N-деклинацијата. Сега ќе направиме една вежба и завршуваме со ова предавање. Ќе ви дадеме 3 реченици во кои ќе биде потребно да пополните што недостига. Првата реченица, Sie spricht oft mit, потребно е да пополните der Kollege, да направите N-деклинација на зборот, über ihre Projekte. Таа разговараше често со колегата за нејзините проекти. Der Lehrer hilft der Student bei den Hausaufgaben. Учителот му помага на студентот со домашната задача. Или со домашните задачи. Die Meinung der Fotograf ist wichtig. Мислењето на фотографот е важно. Имате неколку секунди. Со наша помош, Sie spricht oft mit dem Kollegen über ihre Projekte. Втората реченица, der Lehrer hilft dem Studenten bei den Hausaufgaben. И третата реченица, die Meinung des Fotografen ist wichtig. Првите две реченици се во датив, а последната е во генитив. Тоа е се за денес. Ако ви се допадна видеото, кликнете лайк. Следете не на Instagram и Facebook и кликнете subscribe на YouTube, ако сакате да следите нови видеа. Ке имаме и едно видео со вежби за N-деклинацијата. Се гледаме во следното видео.